да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. 8 септември 1991 година, граѓаните на тогаш Социјалистичка република Македонија изгласаа независност на државата. 96,46% од излезените гласаа за на прашањето дали сте за суверена и независна држава Македонија со право на влез во иден сојуз на суверените држави на Југославија. По 31 година од овој свечен чин, денеска овој историски момент власта го одбележува со парола каде никаде не се спомнува името на државата. Македонија во овие 31 година преживеа се и сешто. Сепак, ништо не може да ги избрише спомените. Тие за секогаш ќе останат врежани. Моментот кога Македонија стана независна. По овој историски момент за татковината следуваат тешки години. Во 1995 година на 3 октомври се случи атентат врз председателот Киро Глигоров. Во моменти додека сите во земјата беа преокупирани со неуспешниот обид за убиство на првиот човек на државата, во Македонското собрание се донесе закон за промена на знамето, со што Македонија тогаш ги ослабна своите позиции во преговорите со Грција. 110 пратеници гласаа за. Дали е некој против? Еден е против. Нали некој се воздржува од гласање? Четворица пратеници се воздржуваат од гласање. Констатирам дека собранието го донесе законот за знамето на Република Македонија. 10 години по добивањето независност, Македонија ги доживува едни од најтешките моменти во својата историја. Во државата се случи внатрешен воен конфликт, кој започна во јануари, кога она ги нападна безбедносните сили на Македонија. Конфликтот заврши во август истата година, откако беше потпишан Охридскиот рамковен договор. По ова следуваа години, кои беа далеку многу помирни од првите 10 независни. Така беше се до 2019 година. Волјата на македонците изразена во 91-та беше срушена 28 години подоцна и покрај неуспешниот референдум беше променето името на државата. Наместо потребните 50, излезноста беше 36,91%. Гласот на граѓаните, изразен преку бојкот на референдумот, беше срушен во собранието. Република Македонија замина во историјата, се роди Северна. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Македонија во 2019 година стана двојазична држава. За овие уставни измени, граѓаните воопшто не беа ниту прашани. Тие беа донесени во тензична атмосфера во парламентот. Воздржано нема, против нема. Констатирам дека законот е донесен. Тука ја прекинувам седницата, продолжуваме дополнително за продолжувањето. Освен Преспанскиот договор, Македонија потпиша и договор за добрососедство со Бугарија. Договор кој на официјална Софија и даваше сила да го условува напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. Се бараат големи отстапки од Македонија. За голем дел од македонците е неопростлива и постапката на сегашниот министер за надворешни работи, кој го потпиша билатералниот протокол со Бугарија, за кој многу експерти алармираа дека задира длабоко во идентитетот. На овој потпис му претходеа масовни протести против францускиот предлог, а сплотеноста на граѓаните многу ја споредуваа со расположението, кое владееше за време на референдумот пред 31 година. По 31 година, многу ќе речат дека Македонија сигурно не е на патот, кој го замислуваа луѓето кои изгласаа независност. Се удира по незиниот јазик, идентитет, по незините историски херои. Сепак останува надежта кај граѓаните дека и по сите удари, по се што преживеа, Македонија ќе остане непокорлива.